Во името на Отца и Сина и Светиот Дух, амин. Продолжуваме за Црквата Христова. Овој пат ќе зборуваме за грижата на Црквата за вечното спасение на луѓето. Основната грижа на Црквата и денес е вечното спасение на луѓето. Што значи зборот спасение? За какво спасение се грижи Црквата? Во поширока смисла, зборот спасение значи избавување од зло, избавување од опасност, од маки, од тешкоти, од тегоби, духовни или телесни. Кога пак Црквата зборува за спасение, тука се мисли на духовно, вечно спасение на човекот, а кое се однесува во вечниот живот, животот после телесната смрт. Спасението како крајна цел во духовниот живот е предмет на секоја религија. Разликата е во тоа што секоја од нив има различното учење, а и нормите за спасение не се исти. Од сите религии православната црква има најчисто и најсвето учење за спасението. Таа учи дека спасението пред се е Божји дар, преку кој човекот се избавува од гревот и од смртта, се соединува со Христа и го наследува Царството Божјо. Божјата грижа за спасение на човекот е вечна, од создавањето па се до свршетокот на светот. Бог од преголема љубов го создаде човекот, иако во одредено време, преку првородниот грев, човекот отпадна од Бога. Бог не престана да се грижи за него, упатувајќи го и советувајќи го на разни начини, со разни методи и средства да се врати кон Бога. Новиот завет започнува со грижата Божја за спасение на човекот. Всушност, појавата на второто лице на Света Тројца, Господ Исус Христос на земјата, беше израз на неизмената љубов Божја кон луѓето и преку поуки, лична жртва, ги упатуваше луѓето кон вистинскиот пат, кон вечното спасение. Неговото доаѓање на земјата преку воплотувањето не беше случајно, туку Божја грижа за нашето вечно спасение. Имено, уште при паѓањето во грев на првите луѓе Адам и Ева, Бог одлучи, откако ќе се исполни времето, да го испрати второто лице, Господ Исус Христос, да ги избави луѓето од гревот и од смртта. Спореди Постанок 3.15, 1 Јованова 3.8, Галатјанине 4.4. Свети апостол Павле вели: голема е тајната на побожноста, Бог се јави во тело. 1 Тимотеј 3.16. Зборот воплотување е од црковнословенски збор плод, што значи тело, односно Бог, кој постои од вечност, прими човечко тело и стана човек, при што не престана да биде Бог, Богот човек. Воплотувањето било неопходно затоа што тоа бил најдобар и најцелисходен начин за спасение на паднатиот човек и единствено така луѓето можеле да го разберат. Спасението на луѓето е основниот предмет во проповедта на светите апостоли. Основањето на црковни заедници беше со единствена цел учењето на црквата за спасението на луѓето преку одредени и оспособени личности да се проповеда и шири насекаде во светот. Од тогаш па се до денес таа задача и цел црквата Христова ја исполнува и таа цел не е изменета и не е прекината. Како да се спасиме? Црквата непрестано предупредува на подготвеност за судот Божји. Господ Христос вели: па така, бидете будни, зашто не знаете во кој час ќе дојде Господ. Матеј 24.42. Односно, кога ќе настапи судот Божји.
спореди параболата со 10 девојки Матеј 25, 1-13. Но денес луѓето поради секојдневните обврски на работа, со бизнис и семејни грижи, постојано трчање натаму наваму, како да немаат време да размислуваат за Бога и за спасението. При средба со свештеник пројавуваат интерес за многу нешта, настојувајќи за кратко време да го абсорбираат целото учење на црквата. Посебен интерес привлекуваат прашањата за задгробниот живот, животот после смртта. При една прилика прашав: ако денес е твојот последен ден, што мислиш, дали ќе бидеш спасен, односно дали душата твоја ќе оди во рајот или во пеколот? Одговорот беше: навистина не знам. Никогаш не сум размислувал за тоа. А што треба да правам да бидам спасен, ме праша тој. Му реков: исполнувај ги заповедите и слушај црквата. И понатаму продолжив: точно е дека никој од нас не знае однапред дали ќе биде спасен или не. Не е наше воопшто да размислуваме и да се занимаваме со такви прогнози. Наше е постојано да работиме и да го извршуваме она што ни е зададено од Бога. Господ Исус Христос ни дал многу примери и упатства за тоа како да се владееме во земниот живот. Всушност, целиот овој живот на земјата е само подготовка за идниот вечниот живот. Ако не е така, тогаш бесмислен би бил нашиот живот на земјата, а и храброста за правење добри дела не би имала никаква придобивка. Но сепак, малкумина се оние кои размислуваат за тој ден или за тој настан што сите не очекува. Малкумина се оние кои одат подготвени на тој суден ден на Божиот суд. Мал е бројот на оние луѓе кои по свршувањето на денот прават себе наблюдување, прашувајќи се како ми помина денот. Дали направив нешто добро во изминатиот ден? Дали со некого бев во кавга? Дали со збор или постапка го навредив својот ближен? Дали мораше да биде се онака како што помина? Дали направив некое богоугодно дело со кое би ја исполнил Божјата волја? И на крајот, дали изминатиот ден го завршив богоугодно? Овие се многу важни прашања кои секој од нас треба да си ги поставува по завршувањето на денот. Светите отци велат: ако човекот барем еднаш во денот помислува на Божиот суд, тогаш многу зла во светот би се намалиле. Значи, ваквите прашања можат да бидат од голема корис затоа што не поттикнуваат на размислување на се она што не очекува после телесната смрт, а воедно и поттикнување кон правење добри дела на земјата кои пак би биле добра основа за наследување на вечен блажен живот, вечно спасение. Љубовта кон Бога и љубовта кон ближните се двете најголеми заповеди на кои се темели учењето на црквата. Конкретни упатства за спасението даде свети апостол Петар на празникот Педесетница, што ги спомнавме претходно, определувајќи ги првите степени во процесот на спасението и тоа: покајанието, крштевањето и примањето на даровите на Светиот Дух. Истото важи и за нас денес. Да се покаеме, тоа значи да ги смениме нашите мисли, да се одвратиме од гревот и да се посветиме на Христа. Сознавајќи ја својата грешност и осудувајќи се себе си за сторените гревови, стануваме смирени. Смирението е првата добродетел и почеток на спасението. Оти само смирениот човек може да се моли и да се кае. Тоа не е дар што се добива однадвор, туку состојба што треба секој лично да ја сознае. Смирението и денес е одлика на вистинските христијани. За да ја започнеме борбата против гревот, потребно е најпрво да го согледаме,
а потоа да го отстрануваме. Исто како лекарот кој прво ја диагностицира болеста, а потоа одредува терапија. Така и покајанието треба да се состои во вистинското согледување на својата грешност и да резултира со искрено покаяние. Како пример може да ни послужи случајот со разбойникот на крстот кој во последен момент се покаја и стана жител на рајот. Да се крстиме, тоа значи повторно да се родиме и да се соединиме со Христа. Тука станува збор за препородување, духовно раѓање. Оти преку крштевањето се добива простување на гревовниот, на правородниот грев, а од други гревови, ако ги имаме, се мисли на крштевање на возрастни. Освен тоа, се добива Божја благодат за нов живот и право на примање на другите свети тајни. Преку примањето на даровите на Светиот Дух, ние го примаме Светиот Дух во себе, кој ни дава сила да влеземе во нов живот со Христа, да бидеме негувани во црквата и потврдени во ликот Божи. Тоа се првите чекори кон спасението, но пред се, ќе речеме, спасението најпрво инсистира на вера во Бога. Оти без вера не е можно да му се угоди на Бога. Оние кои доаѓаат при Бога треба да веруваат дека Он постои, дека ги наградува оние кои го бараат. Евреите 11.6. Вели свети апостол Павле. Не може да се надева на спасение оној кој не верува во Бога и кој го одрекува неговото постоење. Освен тоа, спасението не е само работа на верата, туку работа на верата преку љубовта. Љубовта се пројавува преку исполнувањето на Божјите заповеди, како и заповедите на црквата и тоа. Воздржување од мрсна храна во деновите на постот, редовно исповедување, почесто причестување, воздржување во бракот и така натаму. Спасението не е еднократна работа која се завршува за одредено време, туку постојан и долг процес кој трае до последниот здив. Тоа е креативност која треба да произлегува од внатрештоста на душата на христијанинот и која ќе го поттикнува на постојани акции и подвизи и нови подвизи. Тоа е постојан подвиг на христијанинот кој треба да го исполнува целиот негов живот. Не е оправдано ако некој мисли сега ќе грешам и ќе живеам слободно, па понатаму ќе се покајам за да се спасам. Такви калкулации или пазар во црквата не е дозволен. Затоа од нас се бара активно учество во спасението преку верата и нашето единство со Христа преку силата на Светиот Дух. Единството со Христа и силата на Светиот Дух ќе го најдеме во црквата. Затоа светите отци постојано укажуваат дека надвор од црквата нема спасение. Некои велат за спасение доволно е само да правиме добри дела, да работиме за храмот, материјално да го помагаме, да не им правиме на луѓето лошо, па и не мора толку да се оди во црква на светите богослужби или пак да се биде толку црковен и религиозен човек. Ова мислење, за жал, присутно е кај мнозина наши луѓе, но е многу погрешно, па дури и штетно и опасно. Суштината на богослужението е во заедничката почит, благодарност и прославување на Бога во црквата. Тоа е блиска и безпрекорна заедница со Бога. Традиционалното, тоа е формалното верување, кое не произлегува од внатрешноста на душата на човекот и кое не е плод на верско убедување, е осудено во православната црква. Доаѓањето и присуството на светите богослужби, особено на светата литургија, е наша христијанска обврска. Уште во Стариот Завет бил заповедан, Бог заповедал покрај жртвите да се извршуваат и свети богослужби. 2 Мојсеј 35-40.
Господ Исус Христос рече на тајната вечера: ова е моето тело и ова е мојата крв. Им заповеда на апостолите: ова правете го во мој спомен. Лука 22:19. Неговите следбеници, христијаните, и денес веруваат и го прават тоа без исклучок. Светото богослужение не е обична церемонија која се извршува во храмот, туку реално повторување на Христовата жртва на крстот и наше соучество во неговите страдења. Кој го даде својот живот и моќ заради нашето спасение? Причестувањето со светите дарови е реално примање на телото и крвта Христови во себе, во нас, и наше соединување со Христа, кое пак е срцевината на светата литургија. Затоа таму каде што нема света литургија, нема ни спасение. Односно, оние кои не доаѓаат на света литургија, не може да рачунаат на спасение. Оттаму ќе речеме, неодговорното однесување кон светите богослужби, особено кон светата литургија, не оддалечува од Бога и не го попречува патот кон спасението. Првите христијани светата литургија, Евхаристијата, ја нарекувале лек против неморалноста, затоа што тие ја сознале големата благодат што ја добиваат преку светата литургија. Секоја богослужба е придружена со молитва, односно богослужението всушност е молитва. Молитвата е основата на христијанскиот живот. Како што вели свети Филарет Московски, молитвата е разговор на човековата душа со Бога. Како што во секојдневната комуникација и разговор е невозможно да се слуша само една страна, така и во молитвата добро е понекогаш да застанеме и да го слушнеме Божјиот одговор на нашата молитва. Некои од светите отци молитвата ја изедначуваат со храната и воздухот. Во молитвата, преку збор, мисла и песна, ние му угодуваме на Бога и му благодариме за се што направил за нас. Го молиме за милост и духовни потреби за нас и за непријателите дури. И го молиме за мир и блаженство на небесата, за вечно спасение. Без молитва не е возможно да му се угоди на Бога. Тој беше мојот одговор на прашањето од мојот соговорник. На крајот ќе речеме, вечното спасение на човекот е постојана грижа на црквата. Наша обврска е да го бараме спасението и со целото наше битие да се определиме за богоугоден живот овде на земјата. Во спротивно ќе бидеме осудени на вечна мака. Амин.